Благодарам подпредседателя на Собранието. Почитувам пратеник Минов. Второто прашање го формулирам како две подпрашања. Вака, зошто не се уреди законски вкупниот трошок на кредит, со што ќе се вклучат и провизиите во вкупната камата, како трошок на кредитот кој што ја плаќаат граѓаните или фирмите кои што позајмуваат пари од банките, вклучително и што со законот за приватизацијата на градежното земјиште. Кога сме кај ова за кредитите, само ќе се надоврзам. Ако државата должи 550.000 евра субвенции на поврдари неисплатено, а тие должат 600.000 евра на граѓаните, односно на лозарите за исплата, законот ако дозволило, ние досега ќе ја направивме самата цесија, тие се парите. За 50.000 евра ќе најдевме екстра или било што. Во рамките на законот мораме да ја завршиме ова работа. Затоа инсистираме да се исплатат прво парите, како што е по закон, за да се ја врати лиценцата. И имаме начин како и за другите делови на казнување да се откажеме, за да може дополнително после тоа да ги исплатиме и субвенциите, но еве како кредитно прашање кое што исто така го поставивте, јас само ќе кажам дека како механизам ние можеме да го разгледаме, но треба да знаете дека кредитот е договор помеѓу кредитобарателот и кредитодавателот. И тие се договараат за делот на каматите и висините. Многу е важно што се трудиме со севкупните политики во Македонија. Буквално со севкупните. Оние што значат проактивен однос на владата према банките, она што значат политиките на градење пријателство и амбиент во државата, стабилноста на буџетот на државата, неговата ликвидност и солвентност, придонесуваат каматните стапки да падаат. Точно е, и монетарната политика помага преку намалувањето на референтните каматни стапки од страна на Народната банка. И трендот е паѓање на каматните стапки. Дополнително донесовме одлуки на владата со што 100 милиони евра дополнително пари преку Европската инвестициона банка и Европска банка за обнова и развој ги пуштаме во промет за поддршка на домашното стопанство, кое што ќе биде кредитни линии за бизнис заедницата со вкупна камата не повисока од 3,2%. Каде што државата со Македонска банка за поддршка на развојот падна на 1,2, а во преговори и разговори, конструктивни и пријателски, со домашните банки кои што ги сервисираат кредитите и кои што имат капацитетност да ги досервисираат до крај сите овие кредити, договоривме ризик од 2% да делот на каматата биде. Значи во моментот имаме плюс линија од 100 милиони евра со 3,2% каматна стапка, која што ја користам можноста и да афирмирам. Финансиските институции во државата ќе ја разгледат и таа можност дали воопшто постои во Македонија со закон да се дорегулира и ограничи. Јас сум по природа повеќе за либералните модели, односно правото на опции на избор. Се ако ставиме во стегите на законот, тогаш може тоа да ни се сврти по глава. Верувам, ако има сериозни аргументи, освен добрата волја, која што има од вас, има од мене, нека кажат сите стручни луѓе дали тоа е возможно, дали е подобро, дали е прифатливо за сите, а сепак обстои опцијата на избор. Во такви случаеви стоиме на располагање и еве ваквите предлози, кои што верувам дека е конструктивен, кои што веројатно ќе намали и одреден трошок на кредитобарателите или одредени евентуални манипулации некаде ако се случуваат, ние како влада стоиме на располагање да го разгледаме како можност. И законот за приватизација на градежно земјиште е изработен закон, веќе е во владина процедура, поминува низ комисиите, со овој закон ќе го пролонгираме рокот за да можат, така еве го прифаќаме ако е ваше барање, затоа што е веќе во владина процедура, ги поминува соодветните комисии, штом ќе ги помине соодветните комисии ќе биде усвоен како предлог закон од владата и во месец мај верувам дека собранието на своите редовни седници ќе го донесе. Така и го прифаќаме ако сте го барали. И еве и ние го баравме и го прифаќаме. Фала Богу, на заедничка линија стоиме сите. Да, законот за измени и дополнување на законот за приватизација на државното земјиште, на градежното земјиште во државна собственост, ќе го пролонгираме за да можат и тие граѓани кои што ги испуштиле роковите за трансформација на земјиштето да се го трансформираат земјиштето. Немаме намера да им фактурираме за нешто што веројатно и нивно. Вие ја донесовте таа мерка, дополнително дворовите и земјиштето под куќите да ги плаќаме со по 1 евро, што е катастрофа, не го видов основот, веројатно требаа пари во тој момент во буџетот
и ајде тргнавте со тоа, но бебето е родено, сега ќе го луламе и нема другчија. Ќе ја тераме на сите граѓани да им учиниме до крај и да биде законот еднакво важен за сите. Ќе го пролонгираме законот до крај, додека граѓаните не ја трансформират и последната педа земја, која што е место под објект и нивно дворно место, кое што во постапка сериозен процент за жал се уште го нема трансформирано. Не е добро да им фактурираме земјиште да плаќат закупнина годишна за нешто кое што нема логика од тие нивно. Така да, одговорот е во текот на месец мај ќе дојде во собранието самиот закон.